христијанство дала култура, дала писменост на сите словенски народи, вклучително и на српскиот народ. Српскиот народ, српската црква биле под юрисдикција на Охридската архиепископија повеќе од 300 години. И ако некој некому му е мајка, тогаш ние сме мајка на српската црква, а не српската црква на македонската. Јас многу пати велам, може ли ќерката да ја биде мајка на својата мајка? Се што прави српската црква не го прави од ревност за преуспехот на православието. Не. Преуспевањето на православието најмалку е неизважно. Тие сакат црквата и денес, како некогаш што е употребувале како инструмент за посрбување, и денеска да го направат тоа. Јас многу често деновиве мислам, како замислуваат тие оно што го прават, како може да се оствари тоа. Ево, тројца администратори веќе се откажани. Сега патриархот го убедил да стане. Како замислуваат, како може да действува тој човек во Македонија, во македонската црква како администратор? Ние имаме канонски ред, имаме наш устав, имаме наши правила, наши одлуки. И како сметат тие да дојдат да не водат? Како ќе не водат? Ево, претендираат на 3 епархии. Скопската митрополија, Световско-Трубичката епархија и Охридско-Битолската епархија. А ние имаме по Полошко-Кумановска, имаме по Вардарска епархија, имаме епархии во странство. Американско-канадска, европска, австралиска. Како сметат практично тоа да го направат? Што може тие да ни помогнат? Аз ме уверувам, во текот на сите овие години јас не прочитав ни една реченица со кои изразуваат ревност за православието, само за српскиот. Ние не сме срби, ние сме македонци. Нека си ја терат својата работа таму. А ако сака да има тука свештеници за србите, и ние ќе го бараме истото. Ние имаме повеќе македонци таму, отколку што има тие срби тука. И тие срби нивни се доселени тука, не се срби, македонци срби. Немаме ние македонци срби. Ние сме сите македонци. А тие што дошле, можат и да си појдат. Ако не им е убав, нека си појдат во Србија. Но ние сме навистина широки. Ние ги примаме србите како браќа по вера. Тие многу често се членови и на нашите црковни управи. Ние имаме свештеници во Македонија кои се родом Срби, но се школувале кај нас и имаме ние доверба во нив и тие се свештеници во нашите парохии, каде има и Срби и македонци, особено во тие делови. И ние сме многу задоволни од тие наши свештеници. За време на оние разговори што беа во Калиште, еден од учесниците на тие разговори, представник на српската делегација, рече, то се тие обемни разговори, информирањето, вие сте направиле многу повеќе во Македонија, отколку ние што сме направиле. И ред е, време е, најпосле да ве признаеме. И да ви кажам, и тоа признавање, мене некогаш ми се чини малку и смешно. Јас се уверувам дека има тамо разумни луѓе кои знаат, многу добро знаат, што е македонската црква, што е македонскиот народ и го знаат животот наш. Кај нас никогаш немало двоумење дека сме православни и дека ни може да ни се закани некаква опасност да не бидеме веќе православни. Секогаш сме биле православни и сега сме православни. И сакам да знаат сестринските православни цркви дека во Македонија православните христијани се православни, вистински православни христијани, кои живеат со векови спрема каноните на Светата православна црква и според пораките на Светото Евангелие и на нашиот христијанизатор
и основач на Македонската православна црква Свети Климен. Љубов кон човекот, љубов кон се што е создадено од човекот, љубов и кон непријателот. И ние во денешно време особено сакаме ова да го увидат сестринските православни цркви, особено овие од нашето соседство. За жал, не признаваат црквите православни не затоа што ние не сме достатно православни, туку затоа што сме македонци. Ватикан за нас е веќе повеќе години